Наш соговорник во ово издание на емисијата Инфорегион е професорот Димитар Николовски од Економскиот факултет во Прилеп, а повод за овој разговор е токму овој труд, економија на трудот, кој што се вика со фокус на македонскиот пазар на труд. Професор Николовски, пред се добро дојдовте во ово издание на Инфорегион. Добро ве најдов. Како што кажав, повод за ова ваше гостување е токму оваа книга која што издадовте, Економија на трудот. Кој е фокусот, како поднаслов што ги имате ставено, кој што го обработувате, односно македонскиот фокус на македонскиот пазар на труд? Најнапред добар ден до гледачите на Инфо Компас. Ми представува задоволство што гостувам на оваа емисија и поготово поканата да ја презентирам мојата книга и да продискутираме за други аспекти кои што се поврзани со пазарот на трудот во Македонија и пред се влијанието на корона кризата врз функционирањето на пазарот на трудот и ефектите кои што корона кризата ги има врз функционирањето на пазарот на трудот. Се осеќаше долго време една празнина во литературата во поглед на една ваква книга наречена Вовет во економија на трудот со фокус на македонскиот пазар на труд, бидејќи сепак пазарот на трудот е една проблематика која што не тангира сите нас. Таа веќе десетина години како дисциплина се изучува и на Економскиот факултет Прилеп и токму идејата да се издаде оваа книга беше да се покрие оваа дисциплина со едно учебно помагало за студентите, но исто така преку бројните обработени примери и проблеми од македонскиот пазар на труд, оваа книга може да служи и за пошироката читателска јавност во поглед на изучување, анализирање на она што значи функционирање на македонскиот пазар на труд, се со цел да се овозможи подобро функционирање на политиките, подобри решенија во поглед на функционирањето на пазарот на трудот и секако сето тоа во функција на еден позабрзан економски раст и развој во Македонија. Морам да кажам дека оваа книга е за прв пат во Македонија се издава ваков вид на труд. Точно. Постоеле досега обиди да се објави книга, односно учебник од областа на економијата на трудот, меѓутоа ова е за прв пат во Македонија една ваква книга. Досега студентите учеа од превод на странска литература, меѓутоа сета таа литература се однесува на амерички, на западноевропски пазар на труд. Ова е точно изучување на економијата на трудот со фокус на нашиот македонскиот пазар на труд и токму тоа е и вредноста на самата книга, бидејќи на студентите многу попластично му ги приближува сите оние аспекти на функционирањето на пазарот на труд кои што се карактеристични за нас, за Македонија. Токму тоа ќе биде и фокусот на нашето интервју, односно пазарот на труд во нашата држава. Најде да почнеме со тоа што ни се случува во последнава година и половина скоро, а тоа е пандемијата на COVID-19. Како пандемијата влијаеше врз македонскиот пазар на труд и севкупно врз нашето стопанство? Така. Уште од почетокот на самата криза поврзана со пандемијата на COVID-19, јасно беше дека здравствената криза многу брзо ќе се прелее во сферата на економијата и ќе има длабоки реперкусии во функционирањето на економиите низ целиот свет, а тоа не е исклучок и Македонија. Зашто станува збор? Имено самата неизвестност поврзана со овој вирус, со пандемијата, доведе до забавување на целокупната економска активност и се одрази во сите аспекти и во сите сфери на функционирањето на економиите. Пред се тоа е индустријското производство, потрошувачката на домаќинствата, инвестиционата активност, мобилноста на работната сила. Значи сите тие аспекти на економијата потврлија на почетокот од минатата година и точно заради тоа скоро сите економии во светот имаја пад на бруто домашниот производ за 2020, кој што за Македонија изнесуваше минус 4,5%. За да веќе на почетокот од оваа година имаме постепено заздравување на економијата, секако тоа поврзано со процесот на имунизација, постепено намалување на пандемијата и враќање на довербата
кај бизнисите, кај населението, што представува секако една добра основа за започнување на еден нов инвестициски циклус. Што може да се каже во однос на пазарот на трудот или како COVID-19 пандемијата го погоди пазарот на трудот? Тука имаме доста измешани показатели. Да речиме, анкетата за работна сила, која што ја спроведува Државниот завод за статистика, кажува дека имаме пад на активното население за некаде околу 30.000 лица, пад на вработеноста или намалување на вработеноста за некаде околу 20.000 лица. Од друга страна пак имаме податоци од Агенцијата за вработување кои што ни зборуваат за тоа дека имаме до ден денес некаде околу 40.000 лица кои што се пријавиле како невработени или зголемен е бројот на баратели на работа за околу 40.000 лица од почетокот на пандемијата. Сето тоа зборува дека самата пандемија влијаеше врз големувањето на невработеноста, но имаме во голема мера и намалување на активноста на населението, односно се појавува тој познат ефект на обесхрабрени работници, најчесто во период на пролонгирани кризи, кога голем дел од невработените, заради тоа што не можат да најдат работа, излегуваат од работната сила, односно престануваат да бараат работа и еден известен временски период. Затоа стапката на невработеност може да се каже дека драстично не се промени во овој временски период и некаде флуктуира меѓу 16 и 16,5%, но тоа се должи, уште еднаш ќе кажам, пред се заради тоа што многу лица обесхрабрени од тоа дека не можат да најдат работа, излегоа од работната сила во овој временски период, односно престанаа да бараат работа. Значи, тоа е една состојба која што ни се случува на пазарот на трудот и она што исто така треба да се потенцира е тоа што самата економска криза не ги погоди подеднакво сите вработени. Значи, тука имаме одредени суштински сектори, така да ги наречиме, здравство, исхрана, потоа снабдување со вода и електрична енергија и така натаму, кои што за време на пандемијата функционираа безпрекорно. Од друга страна пак имаме други сектори, како што се, например, туризмот, сместувањето, угостителството, личните услуги и така натаму, кои што пак претрпеа големи негативни последици од самата криза. И уште еднаш треба да потенцираме дека ваквиот диспропорционален ефект врз работните места посебно е нагласен со негативното влијание кај одредени така наречени маргинализирани сегменти, како што се неформалниот сектор, привремено вработените лица, самовработените лица. Тука треба исто така да се споменат сезонските работници и така натаму, и тоа се така наречени маргинализирани сегменти во работната сила кои што се први на удар кога имаме една ваква криза и кои што трпат најмногу во смисла на губење на работните места како резултат на самата пандемија. За да се амортизира на еден начин целата оваа ситуација или ударот од пандемијата, државата воведе 5 сет мерки кои што беа за помош и на граѓаните и на стопанството. Дали тие мерки според вас беа доволни и навремени пред се и правилни? Да. Па пракса е тоа што сите земји во светот без исклучок интервенираа со цел да ги амортизираат ефектите од кризата и тие да речам мерки во основа се со два фокуси. Едниот фокус е врз бизнисот, врз задржување на работните места, а другиот фокус е населението и задржување на куповната моќ на населението. Македонија како земја во развој, навистина, без завземање страна или апологетство, можам да кажам дека направи максимум што можеше да се направи, со потрошена околу половина милијарда евра во овие 5 пакети на мерки кои што ги спомнавте.
и подготовка на нареден 6 пакет на мерки. Сега тука секогаш ќе постојат одредени дискусии, дилеми, дали таргетирањето на овие мерки беше најсоодветно, но самиот факт што секој од овие пакети имаше свој специфичен фокус, зборува за тоа дека најголем дел од погодените сегменти на бизнисот и населението беа на некој начин компензирани. Да речиме, додека првите два сета на мерки беа малку поопшти, погенерални, се фокусираа на околу 10.000 бизниси и 60.000 лица во рамките на населението, веќе кај третиот сет мерки видовме дека имаме веќе фокус на одредени сектори во економијата кои што најмногу трпат од самата криза. Тогаш беа, ако се сеќаваме, ваучерите за туризмот, потоа помошта за невработените, за младите со лица до 29 годишна возраст, во кој што спаѓаат студенти без приходи и така натаму. Значи, тие ваучери, како и помошта за бизнисите, преку плаќање на придонеси за одреден дел од вработените, плаќање на минималната плата и така натаму, значи во голема мера придонесоа одреден број на бизниси да преживеат во едно такво несигурно време. Сега, самото мониторирање на мерките е многу важно и нивната евалуација по завршувањето на мерките со цел да се видат ефектите кои што тие мерки ги дале. Зошто? Бидејќи секогаш ќе бидиме во дилема дали можеле средствата поубаво или поправилно да се употребат, а тоа може да се направи само преку евалуација на спроведените мерки. Така што, се подготвува, колку што сум информиран, 6 пакет на мерки, кој што има за цел сега да ги компензира оние сегменти кои што претходно не биле опфатени или помалку биле опфатени. Тука се, слушаме во медиумите, индустријата, така наречената ивент индустрија или дејноста која што се занимава со организирање на настани, фотографи, туристички агенции со А и Б лиценци и така натаму. Значи, многу сегменти од или економски дејности, стопански дејности, кои што претходно помалку биле покриени, а кои што на некој начин заслужуваат исто така да бидат компензирани заради ваквите негативни последици од корона кризата. Кога станува збор за пазарот на трудот во Македонија, и за време на пандемијата, и пред пандемијата, но и сега полека да се надеваме дека привршува оваа пандемија, се соочува пазарот на труд со недостиг на стручна работна рака. Зошто е тоа така? И како може да се спречи тоа? Така. Па, јас недостатокот на стручна работна сила и одредени вештини би го посматрал како еден, да речиме, покомплексен проблем, кој што е поврзан со повеќе фактори, како што се образованието, миграцијата, кој што во еден континуитет во изминатиот период придонесоа да се соочиме со еден ваков проблем, да имаме недостаток на работници со одредени вештини, одредени квалификации и еден дисбаланс кој што се јавува на пазарот на трудот. Имено знаеме дека образовниот систем имаше претрпе голем број на промени во текот на изминатиите 2-3 децении. Тоа беа реформи, некогаш недоволно осмислени реформи и така натаму, што доведоа до тоа одредени занимања да не бидат во фокусот на образованието или пак да изгубат атрактивноста. Што сега пак се покажува како еден недостаток за планирањето во тој период. Од друга страна пак ослободувањето на границите и зголемувањето на мобилноста на работната сила придонесе голем број на стручна работна сила да емигрира од Македонија, дали трајно или пак сезонски. Меѓутоа, од тие причини ние фактички имаме ситуација одредени занимања да се дефицитарни.
многу е тешко да се најдат одредени стручњаци, дали се тоа водоводжи, електричари, заварувачи и така натаму. И сите тие занимања фактички недостатокот од работници го се должи на миграцијата и многу повисоките плати кои што тие лица ги остваруваат во западните земји. Сега, кога зборуваме за миграцијата, треба да кажеме дека самата миграција како резултат на пандемијата на некој начин се намали, бидејќи имаме намалување на мобилноста на работната сила, но од друга страна пак миграциите во Македонија представуваат, јас би рекол, една традиција која што влечи генерации наназад, кога фактички голем број на наши дедовци, прадедовци мигрирале за да најдат или да остварат подобар живот во странство. Денешните генерации, користејќи ги напредните интернет технологии, многу брзо доаѓаат до информации. Значи, лесно се доаѓа до информација колку се платите во Германија, лесно се доаѓа до информација какви се условите на вработување и така натаму. Сето тоа од една страна ја олеснува мобилноста на работната сила, но од друга страна пак се повеќе одлуките кои што ги носат лицата во поглед на миграцијата се условени од голем број други фактори, кои што не се само директна последица на разликите во платите, туку и голем број други фактори на окружувањето кои што се исто така важни, кои што денешниот човек, денешниот пред се млад човек ги зема многу во предвид. Пред се тука е квалитетот на животот, чистата животна средина, корупцијата, раслоеноста во општеството, сето ова што го гледаме, партиска поделеност, поделеност по различни основи, етнички, верски и така натаму. Значи, сето тоа, сите тие, да речам, комплекс на фактори, влијаат врз одлуките на младите кога мигрираат. Значи, ако пред 20, 30 или 50 години разликата во платата била главниот фактор, денес таа одлука е комплекс на еден многу поголем број на фактори кои што исто така треба да се земат во предвид од страна на policy makers, на креаторите на политиките, кога сакаат да ја намалат миграцијата или пак да ги ублажат ефектите, негативните ефекти од миграцијата. Дали имаме шанси да ги намалиме или да ги ублажиме ефектите на миграцијата, затоа што освен за стручна, се појавува недостаток и на нестручна работна сила, па дури имаше една идеја од регионалната стопанска комора во Прилеп да во крајен случај да се започне и со увоз на работна рака. Да. Како гледате вие на тоа? Да, значи, сведоци сме дека во Прилеп се отворија голем број на компании кои што вработуваат и по неколку илјади лица. Пред се тука се мисли на компаниите кои што се во доменот на странските директни инвестиции, кои што морам да признаам дека учествуваат со многу мала додадена вредност во производите кои што ги создаваат. Значи, токму од таа причина што тие учествуваат со мала додадена вредност, значи зборуваме за работни операции кои што се однесуваат на склопување, пакување, достава и така натаму. Значи, самиот тој факт зборува за тоа дека за таквите операции има потреба од релативно неквалификувана или пониско квалификувана работна сила, што на некој начин се изрази како една позасилена потреба во Македонија, конкретно за регионот на Прилеп и Пелагонија. Она што фактички на што треба да се работи во иднина, јас барем сметам, е да се придонесува многу поголема мера компаниите да се вклучуваат со многу поголема додадена вредност во производството или во тој синџин на додадена вредност, преку вклучување во фази кои што генерираат многу поголема додадена вредност, како што е идејното осмислување, дизајнот, инженерингот на производите така натаму, кои што фактички бараат многу по-високо квалификувана или по образована и со вештини, со квалификации
работна сила и сметам дека тоа привлекување како на странските инвестиции, а исто така и насочување на домашните инвестиции треба да оди во таа насока, значи на формирање компании кои што или стимулирање на компании каде што додадената вредност во производите ќе биде на многу повисоко ниво, а со тоа и потребата за многу по-развиена и по-квалификувана работна сила ќе биде многу поизразена. Во последно време се спомнува дека после пандемијата европските компании, тука се можеби на еден начин односите со Кина, целата оваа ситуација, ќе почнат полека своите истурени единици, односно своите бази од Кина, од далечниот исток, да ги пренесуваат назад во Европа, затоа што трошоците за транспорт се енормно зголемени моментално од Кина па се до Европа. Тука некој гледа дека Македонија треба да искористи таа шанса за да ги привлече инвеститорите кои што би ги отвориле тие капацитети тука не само во Македонија, туку и на целиот Западен Балкан. Но сепак од друга страна тие компании даваат една плата која што некаде не преминува 300-400 евра, што искрено е мала и токму тоа е една од причините за иселувањето. Како да се најде сега тој баланс на привлекување на странски инвеститори, отворање на работни места, но и да се зголеми платата? Така. Значи повторно јас би рекол дека проблемот е покомплексен и треба да се разгледува од двете страни, на страната на понудата и страната на побарувачката на работна сила. Значи, доаѓањето на странските директни инвеститори во Македонија и општо во помалку развиените земји или земјите во развој, од една страна е позитивна работа, бидејќи тоа секако дека генерира работни места во економијата, генерира приходи, ја подобрува, да речиме, состојбата во буџетот, буџетски приходи и така натаму. Меѓутоа, доколку ние, да речам, ги пречекаме таквите директни инвестиции подготвени во поглед на квалификациите и вештините со кои што располага работната сила, ние можеме да бидеме на некој начин поттикнувачи на многу поразвиени фази во синџирот на додадена вредност во производството на тие производи кои што ги произведуваат мултинационалните компании. Значи, да не биде тоа само производна линија каде што би се склопувале производи, тука да се пренесуваат и некои сектори од компаниите кои што би значеле дизајн, инженеринг, идејно осмислување, така натаму маркетинг на тие производи. Тоа би значило дека во тој случај и многу поквалификувана работна сила би се вработила, а и секако и многу повеќе и повисоко платена, отколку што е случајот со сегашните фабрики кои што ги отвараат странските инвеститори. Значи, тука го гледам уште еднаш, ќе речам, проблемот двостранно. Значи, побарувачката и понудата. Значи, за да ние привлечиме инвестиции каде што би се вработувале високо квалификувани работници, а и секако би биле добро платени, треба ние да се подготвиме за тоа. Значи, еве, во претходна дискусија кажавме дека дуалното образование представува еден од тие чекори. Реформи во високото образование се неопходни и фаќање чекор со она што значи тренд во високото образование. Така да сето тоа треба да биде една основа кој што ќе овозможи многу поатрактивен прилив на странски директни инвестиции, а тоа на некој начин би се одразило и врз задржување пред се на младата работна сила тука во Македонија, значи наместо тие да се иселуваат, па знаеме дека во странство и се она што го носи со себе миграцијата е поврзано со многу други проблеми, значи почувајќи од решавање на стамбено прашање, социјално окружување, градење на социјален капитал, она што значат врски, контакти, мрежување и така натаму. Значи секако дека опцијата да се работи дома е многу подобра од опцијата да се работи во странство. Меѓутоа, сето тоа во услови кои што ќе значат достоинствена работа и пред се
високо или соодветна плата. Го спомнавте дуалното образование, сега се уписите во средните училишта, така да гледам дека сите некако ги актуализираат или ги фаворизираат тие дуални паралелки, кои што се направени во соработка со бизнис секторот во Прилеп, кој што на еден начин вложува во тие ученици, за потоа тие да се вработат кај нив. Исто така гледаме и дека се стипендираат одредени студенти на факултетите. Колку тоа ќе го намали тој јаз на пазарот на труд во Македонија? Така. Дуалното образование е, да речам, не е нова пракса. Тој е германски изум од 60-тите години од минатиот век, кога фактички германското стопанство, гладно за работна сила или со голема потреба за работна сила, директно се обратило до средношколските, до стручните училишта и средношколските центри, за да генерира онакви профили кои што се директно потребни за самото стопанство. Значи тоа на некој начин е премостување на она што значи потоа доквалификација, подготовка од типот на приправнички стаж и така натаму, кој што работникот треба да ги направи за да се вклопи во работењето на компанијата. Значи сега кај дуалното образование ние имаме готови работници кои што по завршувањето на средното стручно образование се готов профил кој што директно влегува во работа во компанијата. Сега, многу држави, многу земји се обиделе да го копираат дуалниот систем, но не со посакуваниот или со очекуваниот ефект како што тоа го имало во Германија и чии специјалитет се смета како специјалитет на германската економија. Зошто? Пред се заради фактот што сите економии не се исти и на некој начин самото стручно образование, самиот дуален систем треба пред се да се вклопи во рамките на барањата на стопанството, односно на бизнисите. И врз основа на тоа и неговото обликување или формирање треба да се направи на начин на потребите на стопанството, тоа значи дека да се кастомизира на конкретните економски услови, што значи дека за секоја земја тоа би било различно. Тоа е и кај нас случај, имаме ние експериментални, еве и во Прилеп, во средното техничко, ако не се лажам, индустријско училиште, веќе функционира дуалниот систем на стручно образование и тоа представува исто така добра основа за решавање на два проблеми истовремено. Значи, да се реши проблемот со невработеноста на младите и да се реши потребата од квалификувана работна сила на бизнисите. Значи, со еден потек ние фактички решаваме два проблеми, но повторно сакам да кажам да биде осмислен на начин како што тоа одговара на конкретните услови во нашата економија, а не само да се направи едно копирање или превземање директно на тој германски систем кој што функционирал веќе 50-60 години наназад, безпрекорно, меѓутоа во некои други услови, во некој друг систем. Оно што ме интересира уште едно прашање во врска со миграцијата поврзано, е тоа дека за време на пандемијата голем број млади кои што работеа во странство сега се вратени во Македонија. Некои од нив едва и чекаат да се отворат границите, да се забрза овој процес на имунизација за да може да излезат. Како може да ја искористиме како држава оваа шанса? Тука ни се тие што работеле во странство, како да ги задржиме повторно да не заминат? Така. Па да, секоја една криза на некој начин представува и катарза за општеството, значи некакво чистење, некакво прочистување. Тоа исто се однесува и на бизнисот, на стопанството, едноставно се гледа што е економски оправдано, што не било толку економски оправдано, дури економисти од историјата на економијата сметаат дека кризите и се добри од тој аспект, што на некој начин го прочистуваат бизнисот од она што заслужува да функционира во однос на нешто што, да речеме, не може да обстани и фактички кризата го покажува тоа. Сега, како тоа се одразува врз мобилноста, имено самата мобилност гледаме дека е многу намалена, многу млади кои што
вообичаено би останале во странство, што на студии, што на работа, се тука. И сега, како ние, значи, отпочнувањето на новиот инвестицијски циклус би го поттикнале, но со вклучување на младите и како тоа би овозможило младите на некој начин да видат една подобра алтернатива тука во споредба со алтернативите во странство. Сега, тука политиките се многу важни и она што значи повторно, посебно таргетирани, јас би ги нарекол повторно пакети на мерки, бидејќи не може да се реши таков комплексен проблем само со една мерка, например отворање на работни места за млади, бидејќи проблемот е многу покомплексен. Кажав дека денешните млади генерации миграцијските одлуки ги донесуваат врз основа на еден многу покомплексен збир на фактори кои што влијаат и затоа и државата треба да интервенира, владата да интервенира со еден таков интегрален пакет кој што би вклучил, да речиме, можности за образование, за обуки, доквалификации, потоа секако стамбено решение, значи би било тука вклучено обезбедување на различни кредити, да речиме бескаматни кредити и така натаму, кои што би биле наменети за млади и голем број други, значи слични мерки и олеснувања, кои што би придонесле за тоа кога младите би ги вреднувале тие алтернативи, значи да превагни одлуката младиот човек да остани тука. Значи, зборувам од различни аспекти. Решено вработување, можности за кариерен развој, решен стамбено прашање или стамбен проблем и голем број други пропратни, да речем, прашања кои што се однесуваат на работењето и прецеживењето на младите луѓе. Овој разговор го започнаме со оваа книга која што издадовте, Економија на трудот, во кој што давате ваши видувања, став со фокус на македонскиот пазар на труд. Колку политичарите, еве сите овие работи што сега ги разговаравме, ги бараат од вас како експерти или како совети или пак си тераат по свое? Па да, вака, во ние академската фела, да речем, нашите анализи и истражувања кои што ги правиме, ги публикуваме во стручни списанија пред се и исто така ги дисеминираме во различни други вакви и слични медиуми, каде што исто така и креаторите на политиките можат да имаат одредени информации, сознание и така натаму. Она што, за жал можам да констатираме дека досега имаше еден-два обиди да се направи една така поширока академска дискусија и да ги пласираме нашите гледишта. Се организираа неколку, да речем, воркшопови, едниот иницииран од Економски факултет од Скопје, другиот од Македонската академија на науки и уметности. И потоа тие дискусии, односно резултатите од она што заклучоците од она што беше дискутирано беа доставени до министерствата, до владата како гледиште на академската фела, што представува да речем наш придонес за тоа како може подобро да се менаџира оваа криза и подобро да се и побрзо да се излезе од самата криза. За жал, освен тие така спорадични настани, немаше некој така систематски приод за да се употребат знаењата и пред се искуствата на академската фела, да се излезе што е можно побрзо со одредени мерки, тие мерки да бидат што е можно поефикасни, а со тоа и резултатите, односно заздравувањето на економијата да биде што може побрзо. Зошто нема таков слух? Па не знам, владата и секоја влада си има исто така и своји стручни кадри кои што ги вработува, кои што исто така се задолжени за таа работа. Јас би рекол дека повеќе е до немање на традиција да се работи на тој начин, транспарентно, со еден поширок фронт на
стейкхолдери кои што најчесто или засегнати страни кои што најчесто треба да бидат вклучени и се е тоа до демократската култура што кај нас допрва се уште треба да се гради. Значи секако дека она што сега го поминуваме како криза или претходни кризни периоди и така натаму нас не учи дека секогаш треба максимално да ги користиме ресурсите и секој максимално да придонеси колку што може во својата област, во својот домен на работење. А тука би рекол дека и самата академска фела, да речам, повеќе некако е зачмаена во своето работење, да речам, едукативно со младите, со студентите, а помалку е насочена кон некој апликативно работење, што би значело решавање на конкретни проблеми, излегување со конкретни решенија, понудување на конкретни решенија. Значи, тука малце и академската фела е на некој начин малце зачмаена или, да речам, затворена во својот круг на работење, што секако дека не би требало да биде и во иднина, односно ние се повеќе треба да се отвораме како институции кон јавноста и да ги нудиме она што го имаме како знаење, како искуства што го од науката, да го имплементираме во конкретните решенија владини на централно, локално ниво, кое што би значило унапредување на развојот и нормално подобри услови за живење. Ја за крај на овој интервју, како според вас може полека економијата да се врати на оној стар колосек пред пандемијата и она што најново мислам дека го тангира целото стопанство е тоа најавување на зголемување на даноците. Да. Како тоа би влијаело врз македонската економија? Така. Значи фискалната консолидација е број 1 на сите економии сега во, да наречиме веќе постпандемиска фаза, кога многу држави се истоштени во поглед на задолжувањата. Свесни сме дека сите економии направија огромни задолжувања за да ги амортизираат ефектите на кризата. Македонија минатата година имаше рекорден буџетски дефицит од 8,1%, што е историски највисоко ниво и доведе до зголемување на бруто надворешниот долг до 80%, покрај тоа што некои ограничувања, плафони од ММФ беа да не надмине 70%, но состојбите на терен зборува за тоа дека ние фактички се справивме релативно добро со кризата, но секогаш тоа е по некоја цена. Во случајот цената е зголеменото задолжување и така натаму, така што фискалната стабилизација и консолидација представува број 1 во овој пост-ковид период. Сега тука постојат исто така повеќе стратегии како тоа да се направи. Имаме на една страна се заговарачите на зголемување на даноците, кои што треба да биде многу предпазливо, бидејќи во самата криза имаме во наводници добитници и губитници од кризата. Да се внимава, значи оние кои што биле губитници од кризата да не бидат дополнително оптоварени со дополнителни давачки, кои што би значеле сега нивно да речам оптоварување во овој пост-ковид период. Значи самото тоа треба да се направи многу попредпазливо. Јас ја немам видено се уште фискалната стратегија која што излезе вчера за 2022-2024 година. Ја објави владата, но нема време да ја погледнам. И во таа фискална стратегија, значи, има неколку столбови, пилари, кои што фактички треба да придонесат да се дојде до таа фискална консолидација во наредниот 2-3 годишен период, за да она што значеше зголемени расходи заради компензирање на оштетените во кризата, зголемените задолжувања кон надвор заради
обезбедува на потребните средства за финансирање на овие пакети кои што ги спомнавме на мерки и така натаму, сето тоа доведе до една незавидна состојба, но уште еднаш ќе повторам, тоа е случај со целиот свет. Значи Македонија не е исклучок, но сега треба да биде самата фискално работење и во наредниот временски период, значи доста мудро, доста предпазливо, со цел да се овозможи колку толку, значи таа фискална стабилизација и враќање на кондицијата на буџетот од предкризниот период. Исто се најавува и ребаланс на буџетот сега за јуни, што веќе представува традиционално изминатите 10 години се прави, посебно во вакви услови кризни, кога имаме континуирана промена на расходите на државата. Значи, исто така ќе видиме што ќе донесе ребалансот на буџетот и мислам дека со едно мудро работење би требало да се дојде до таа консолидација на буџетот и враќањето на неговата кондиција од предкризниот период. Професор Николовски, ви благодарам за овој разговор и да се надеваме дека и понатаму ќе имаме вакви добри интересни теми за разговор во наредниот период. Ми беше задоволство и ви благодарам уште еднаш. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со професорот Димитар Николовски од Економскиот факултет во Прилеп. Се гледаме во наредното издание на Инфорегион.